улица Македонија од 23 до 26 се одржаат традиционално по 17 пат денови на медот. Манифестација која што е многу значајна и за пчеларството и за пчеларите, но пред се за потрошувачите. Токму тука можете да се снабдите и на ваквите манифестации со вистински мед, но што е уште позначајно, тука се прават контактите и врските со вистинските пчелари. За понатаму да си купувате вистински мед. Македонија по потрошувачка на мед на глава на жител за сега е на многу ниско ниво. Ние трошиме по 1 килограм, само за споредба јапонците трошат по 16 килограми. Тоа ни кажува дека уште многу треба да работиме на конзумацијата на медот. Можеби оваа корона криза малку не освести колку е важно значењето на медот за имунолошкиот систем, но не треба да чекаме вакви вируси да ни се појават за да не потсетат дека треба медот да ни биде и храна и лек. Разговараме со пчеларите од улица Македонија, тука што беа дојдени од цела Македонија, разговараме за тоа како да препознаете квалитетен мед, што е значењето на вистинскиот мед, каква беше годината, но и разговараме за една кампања, а тоа е да се одгледува автохтона македонска пчела. Во Македонија македонските пчелари ја имаат таа можност и таа среќа да имаат автохтона македонска пчела за одгледување, Апис мелифера македоника. Од кога е детерминирана како таква, што е значењето да се има автохтона пчела, кои се предностите и што е уште поважно, вие почнавте една кампања, која беше целта, што бевте потикнати да почнете оваа кампања? Така. Апис мелифера македоника или македонската автохтона медоносна пчела е детерминирана во 1988 година од еден врвен германски пчеларски научник Фридрих Рутнер, а подоцна почнувајќи од 2007 до 2014 година нашиот професор доктор Александар Узунов преку морфометриски и молекуларни истражувања само ја потврди оваа теза на Рутнер од 1988 година и со тоа стави печат на тоа дека Апис мелифера македоника е автохтон подвид и екзистира на нашето поднебје. Освен што екзистира кај нас, таа се сретнува и во северните делови на Грција, ја има исто така во делови на Бугарија, Романија, Молдавија, па се до Украина. Но, ете, можеме да се пофалиме и да бидеме среќни што единствено територијата на Македонија е покриена, целосно покриена со Апис мелифера македоника. Што е значено за нашата пчела? Битно е што таа е целосно прилагодена, односно аклиматизирана, прилагодена кон локалните услови и кон изворите на храна. Тоа значи дека таа е незаменлива за одгледување на ова поднебје и секој обид да се внесат нови подвидови на пчели, односно да се одгледуваат, би резултирало со, да речеме, со неуспех. Сега целта на оваа кампања е, кампањата Одгледувам македоника, одгледувам наше, која спроведа нашето и ја реализира нашето здружение, е токму заштита, односно и промоција на нашата пчела, како и промовирање на придобивките од нејзиното одгледување. Се обидуваме преку оваа кампања да кренеме јавната свест помеѓу граѓаните, особено пчеларите, но и институциите, што значи тоа, кои се предностите да се има една ваква пчела на ова поднебје. Пред се кампањата е насочена кон пчеларите, оние кои одгледуваат медоносни пчели, но дел од нив, што е случај во последно време, пробуваат да одгледуваат на најразличен начин внесени пчели, пробуваат да одгледуваат неавтохтони, односно туѓи подвидови на пчели, кои не се карактеристични за ова поднебје, сметајќи дека на тој начин ќе постигнат некаква поголема медопродукција, особено медопродукција и побрз економски, повеќе економски поголем профит на некој начин. Но сето тоа е заблуда. Тие увезени раси на пчели, комерцијализирани подвидови на пчели се неаклиматизирани овде.
на ова поднебје не можат да искористат пашата како што нашата пчела ја искористува, поподложни се на болести и не едно од најзначајните работи е што на таквите раси, на таквите подвидови на пчели и хибриди не може да се врши селекција. Она што на нашата пчела можеме да го правиме, можеме да вршиме селекција на подолг рок, бидејќи таа е прилагодена кон ова поднебје, можеме да вршиме селекција и со тоа од секоја генерација да ги избираме подобрите единки. И со тоа го напредуваме и нашето производство. На производните резултати претпоставам ги Така, селекционирате. точно. Како здружение, од кога постоите, вие сте сега иницијатори на оваа кампања, од каде идејата да се почне ваква кампања? Сте го виделе тоа како значајно нешто? Може ли државата, ако сака да помогне во цела оваа кампања, например да ги услови субвенциите само за пчелари кои имаат автохтона пчела? Ајде да почнеме околу здруженијето, неколку збора. Здруженијето е формирано точно пред 10 години на иницијатива на нашиот професор доктор Александар Узунов. Во моментов имаме 23 члена и она што целите на здруженијето се слично и на она што се однесува кампањата, значи промоција, подобрување и заштита на нашата автохтона пчела.